Почитувани гледачи, добар ден. Слободен печат во 10 часот наутро медицинско катче. Колку од исхраната влијае врз анемијата кај децата? Дали храната која што ја зема мајката во текот на бременоста се пренесува потоа на здравието на детето? Колку аерозагадувањето влијае на анемијата кај децата? Утрово на овие, но и на други теми разговараме со професор доктор Александар Сајковски, педијатар од приватната болница Џибадем Систина. Докторе, добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Најавив дел од она за што ќе зборуваме утрово. Анемијата ќе биде приоритет кај деца. Колку е застапена, дали расте бројот на деца кои што се анемични и кои се симптомите за почеток на интервјуто? Анемијата, нас не е тоа еден релативно стандарден проблем, да речеме, слабокрвност, анемија, нели? Народски. Еден релативно стандарден проблем кој што најчесто се поврзува со релативно лоша или слаба исхрана во тек дали на првата година или понатаму, иако причини за анемија може да има многу повеќе од одредени вродени состојби, да речеме, пошто Македонија е средина во која што има некои вродени анемии, например таласемија, да речеме, нели? Но она што најчесто се гледа, реално, тоа е влијанието на исхраната во појавата на анемија. Кога денеска ги читате, да речеме, информациите по портали, по разни информативни гласила, ајде така да кажам, ќе видите дека има доста шареноликост во однос на начинот на исхрана и кога, како да се внесе исхраната, а во основа, ако се внесе правилно исхраната, уште во доеначка возраст, значи деца кои што се уште доенчиња, нема да се појави анемија. Така. Кои се симптомите? Кога ќе ви дојде дете, нели, дали можете врз основа на анамнезата или самиот изглед на детето да забележите дека е анемично без крвната слика да се направи? Да, тоа може одма да се види, реално. Значи, тоа она бледило по слузниците, очите, ноктите, например, кожичката на децата, нели, може веднаш да се примети дали детето е слабокрвно, односно анемично. И сега на тоа следат оние стандардни анализи што се прават за да се утврди кој е типот на анемијата и што е клучната причина за тоа. Нормално, податоците што ги добиваме од родителите, она што велиме анамнеза, не води исто така во линија на основната дијагноза. Така. Има ли скептици родители кога е исхраната на детето во прашање? Нели, се почесто имаме макробиотска исхрана, па имаме, не знам, исхрана до 12, не се јаде као до 12, па после тоа се јаде. Во принцип, мајките, меѓутоа сепак и татковците, имаат влијание во исхраната, посебно во оние тинејџерски години, кога децата веќе имаат вишок на килограми. Од една страна, и се извинувам, само да го дополнам прашањето, Македонија има премногу гојазни деца, меѓутоа, од друга страна, имаме и деца кои што се неухранети, барем од официјалните статистички податоци кои што зборуваат. Обезитас или дебелина, так, да речеме, особено во школска возраст, кај деца во школска возраст, во осмолетка или во гимназија, е проблем кој што е многу чест во цел свет. Кај нас се зголемува тој. Најголем проблем е во Соединетите Американски држави, но исхраната има директно влијание дали ќе се појави анемија или не. Тоа почнува во основа уште во првата година од животот. Односно, кога ќе се внесе дохрана и која дохрана ќе се внесе во исхраната на едно дете. Меѓутоа, денеска, пак, као и преска што спомнавме, знаете како, вие можете да дојдете до информации кои се валидни и информации, кои не се доволно валидни. Так. Ја би сакал да искористам оваа прилика, повеќе пати сум го кажал тоа на наши состаноци. Знаете, Максим Горки има кажано една многу убава реченица. Пазите кога читате книги за медицина. Може да умрете од печатна грешка. Так. Така ви и со ова. Значи, не само за анемијата, и за исхраната. Значи, она што е клучно правило е дека ние, човекот, хуманата популација, по структура сме месојадни животни. Так. Ако така можеме да се крстиме. Так, па сме. И храната во која што има и меснати производи, во основа се главен извор на железо и на протеини за развојот на децата.
Денеска нормално има нели покрети многу други, да речеме имате вегетаријанство, веганство и да. така натаму. Тоа е се во ред. Меѓутоа, ја би апелирал до сите родители да во основа сватат дека децата треба да се хранат нормално, ќе речем, нели, каде што има и меснати производи, месо, да речеме, до завршување на растот. Значи, Растот 18. завршува на 18 години. 0 денот. После тоа веќе детето останува полнолетно, па и оно може само да одлучи дали треба да се постави на вегетаријанска или на веганска исхрана. Да речеме како модел. Ако го пратите, да речеме, развојот на децата, да речеме, новите препоруки за анемии кажуваат дека ако на едно бебе не му се почне со време да се внесуваат храни кои што содржат железо, особено месо, треба да почнеме да му додаваме, без оглед ако му е добра крвната слика, железо како препарат, како капки. Така. Тоа се препораки од Соединените американски држави, значи не се наши нешто локални препораки. Така да храната има екстремно големо значење. Е во тој контекст, кога сме кај храната, морам да напоменам дека Европска унија, односно цела Европа, има своји протоколи за исхрана, значи за сите возрастни категории, посебно е за децата. За деца. Има една агенција која се вика European Food Safety Agency, EFSA, која има издадено препоруки и ги обновува препораките. И тие препораки се многу интересни, меѓутоа треба човек да ги прочита. Ги има на сите јазици на европските земји, нели? Тоа е еден документ на некои 130 страни. Например, таму убаво пишува дека таму во 5+, значи 5 месеци и нагоре, треба кај едно дете да се почне со лосос и компир. Треба да се внесува телешко месо, пилешко месо. Ако не се внесе, детето ќе влезе во анемија. Кај нас тоа не е баш така во нашава средина. Во нашава средина лосос се дава, мислам дека и над 6 месеци се препорачува како здрава храна, да. Знаете како, многу е интересно кога збориме за исхраната и анемијата. Например, кај нас има во цела ова, па дури можам да кажем цел Балкан, не е само Македонија. Има некои навики многу интересни. Луѓето даваат, например, од 5 месец авокадо, урма, киноа. Даваат киноа, нели, што е окей, мислам, се е тоа окей. Меѓутоа, не внесуваат, например, патлиџа. Што е доминантен за нашево подрачје и здрав. Значи, мој совет е исто така да сепак мора да внесуваме, ние сме сепак генетски предодредени, значи ние влечеме гени кои што се милениуми години уназад на овој простор, кои што се идат од генерација во генерација. Нашите гени се да се внесува таа храна што тука расте, доминантно. Докторе, време на грипови, кога се децата во прашање, колку загадувањето влијае на влошување на нивната состојба и дали еве конкретно бидејќи имате искуство децениско, има ли екстремно тешки случаи на деца годинава од грип? И дали загадувањето има влијание? За жал да. Оваа година, за разлика од некои претходни години, има извонредно тешки болни дечиња со грипот. Оваа година грипот е многу вирулентен, многу е патоген и вирулентен. Значи, оваа година грипот прави не само да прави инфекции кои што се глобални, па најчесто респираторни, нели, со тешко дишење, меѓутоа има дечиња кај кои што се јавуваат инфекции системски и пробива и према други внатрешни органи. Најопасно е према мозокот, нели, воспаление на мозок. За жал, она што се приметува, еве и кај нас во Систина исто, тоа е дека оваа година има многу микс меѓу инфлуенца и еден друг вирус се вика РСВ, респираторен синцицилен вирус. И тие често се мешани и даваат изузетно озбилна клиничка слика, изузетно тешка клиничка слика. За жал тоа е така, треба да се почне, значи исто, пак ќе речам као совет, на првите симптоми треба да се почне со лекување, да не се чека, особено ако е инфлуенца, има А и Б. Да. А е потешка.
Меѓутоа, за да го избегнеме тоа, треба да ги користиме вакцините. Така, И кај децата, не само кај возрастни. Да, меѓутоа, еви со вашиве колеги во изминатите интервјуа, годинава некако како да не се погоди типот на вирус за грип. Имаше многу вакцинирани луѓе кои што се болни. Оваа година тој вирус вистина е многу поагресивен од претходните години. Меѓутоа кај вакцинираните, знаете како е, вакцината може да не помогне. штити 100%. Да, не само тоа, него многу зависи од имунолошкиот систем на една индивидуа. Ако е тој паднат, може да биде појака инфекцијата. Пардон, дури и кај луѓе кои што се вакцинирани, може да закачат, ама полесно ќе помине. За крај на интервјуто, доктора, ева една препорака до родителите. Исхрана, анемија, ги постои ли некое волшебно стапче што се нарекува имунитет? Постојано фармацевските компании продаваат вакви или такви прашочиња, сирупи, додатоци во исхрана. Колку е приоритет храната, а колку се додатоците во исхраната? Па, знаете како, мислам, ние секогаш тоа го збориме во педиатријата. И за возрастните луѓе исто важи. Внесот на одредени суплементи во форма на капки, сирупи, таблети, например, суштински немаат логика ако вие јадете храна која што е богата со витамини. Так. Еве, чисто онака као мала информација, ако пиете сок од портокал, ќе треба да внесете суплемент. Ама ако го јадете целиот портокал, нема потреба, затоа што во пулпата се тие биофлавоноидите, кои што уствари не штитат од инфекции. Сакам да кажам, ако е исхраната балансирана и добра, ние грото од минералите, олигоелементите ги внесуваме. Ако кај некоја индивидуа треба да се појача, така сега да го употребам тој термин, нели, да се појача имунитетот, тогаш има веќе одредени лекови и помошни лековити средства кои што може да помогнат, ама нема потреба кај сите. Така. Кога е вистинското време, освен витамин Д, еве, бидејќи сте педијатар, работите со најмладите, да почнат да се додаваат овие суплементи? Витамин Д даваме од 6-7 ден, нели? Витаминот Д го даваме кај децата обавезно во првата година, најчесто и цела втора година, и во зимските месеци понатаму, но витаминот Д и за нас битен, за возрастната популација, затоа што за жал, без оглед што сме ние држава која што е со многу сончеви денови, ние сме земја каде што има многу дефицит на D-витамин. Извинете. Не, борете. И за крај уште на интервјуто една препорака на родителите доколку забележат дека нивното дете е анемично, што е прво што треба да направат? Значи, пред се мора да се дефинира од што е анемијата. Дали е заради дефицит на железо, дали е лоша исхрана, дали е дефицит на некој, да речеме може да е дефицит на железо и фолна киселина и витамин B12. И треба да се направи лабораторија која во тој дел ќе помогне. Има неколку лабораториски анализи кои што се прават во тој дел и кога ќе дојдеме до правата информација што е, тогаш со третманот ќе се реши. Не е само да дадат железо, значи ако родителите видат дека е низок хемоглобинот и црвените крвни зрнца, да речеме, не е само да дадат железо. Чак и да е ниско железото, еве и тоа да го направиле како анализа, треба да се проверат и некои други минерали и витамини. Така. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.